Светската звезда со албанско потекло Дуа Липа се сврши со својот дечко, британскиот актер Калум Тарнер. Калум ја запросил во текот на божикните празници, а таа, иако не потврди дека ќе се мажи, на последната фотографија објавена на Инстаграм носи диамантски прстен. Веста за запросувањето ја потврдил близок пријател на парот за The Sun. Дуа и Калум се заљубени и знаат дека ова е за секогаш. Свршени се и не може да се посрекни. За Дуа ова беше една од најдобрите години во кариерата, а ова дојде како шлак на тортата, рекол анонимниот извор. Според истиот извор, Дуа и Калум ќе прават голема новогодишна забава во Лондон, а меѓу гостите ќе бидат Бела Хадид, Хари Стајлс и Ема Вотсон. Ова ќе биде одлична можност да ја прослават и свршувачката. Калум и Дуа ја потврдија својата врска во јануари 2024 година, а веќе во јуни тој го запозна нејзиното семејство. Кој е Калум Тарнер, акторот со кој ќе се мажи пеачката? Роден е во Лондон во 1990 година, а растал само со неговата мајка која работела како промотор во ноќни клубови. Пред да стане актер, тој полупрофесионално играл фудбал, а потоа работел и како модел. Првата улога ја добил во 2011 година во филмот Зеро. Низ годините глумел во многу филмови, но најпознатиот од нив е Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore. Номиниран е и за најпрестижната британска филмска награда Тони. Аргентинските власти ја продолжија истрагата за смртта на пејачот Лиам Пейн и планираат да разговараат со неговата девојка, инфлуенсерката Кейт Кесиди, која ја напушти Аргентина само 2 дена пред трагичниот настан. Како што дознава Нью Йорк Пост, Кесиди не е осомничена за трагичниот настан, но се надеваат дека може да даде контекст за тоа што му се случило на пејачот. Таа ќе помогне колку што може. Таа сака вистинските луѓе да бидат изведени пред лицето на правдата, а ако тоа значи да одговори на нивните прашања, таа ќе го стори тоа. Се разбира, нема причина да не соработуваме. Таа рече дека се обидува да помогне и дека се уште е прогонувана од она што се случило. Секој што го снабдувал Лиам со дрога треба да биде кривично гонет, рече изворот. Пејачот трагично загина на 16 октомври откако падна од балконот на својата хотелска соба. Обдукцијата покажала дека Пейн во тоа време имал мешавина од дрога во крвта, а засега во полициската истрага се осомничени 3 лица: Рохелио Роџер Норес, Брајан Нахуел Паис и човек опишан само како добавувач на дрога. Норес е близок пријател на Пейн, кој секојдневно поминувал време со него за време на престојот на пејачот во Буенос Ариес. Македонскиот вокален мелос во современиот контекст оживување на една заборавена музика е првата книга на Вера Милошевска Јосифовска, пеачката во групата Љубојна и професор во Илија Николовски Лој. Оваа книга е магистерскиот труд на Милошевска Јосифовска, а промоцијата ќе се одржи на 28 декември од 19 часот и 30 минути во Филхармонија Кафе Бар во Скопје. Книгата е моето пишано првенче, кој е дел од мојот опсежен магистарски труд. Книгата е повеќе слојна и плод на долгогодишно истражување во областа на музиката, пред на македонскиот вокален мелос, односно македонската пеачка традиција, што е и моја специјалност и зборува за незината суштина, значење и применливост во различни контексти на денешницата. Интересна е всушност мојата апликативна улога во целото, бидејќи јас сум и ентолог, антрополог и музиколог, но и пеач кој своите истражувања преку сцената ги втиснува длабоко во срцата на публиката, не рече пеачката и професор Љубојна. По повод 80 годишниот јубилеј на Македонскиот народен театар, македонскиот уметник Зоран Кардула го создаде новото лого 80 години Македонски народен театар. Оваа институција, најстарата национална професионална театарска сцена, ќе го одбележи јубилејот на 31 јануари 2025 година.
Македонскиот народен театар како чувар на културните и традиционалните вредности преку својата репертоарска програма го негува театарскиот јазик и идентитет. Од своето формирање театарот минува низ различни фази: создавање ансамбл, градење публика, ангажирање творци за обликување на представи, како и гостување на домашни и меѓународни сцени. Со поставување дела од класичната и современата драматургија и соработка со светски реномирани режисери, МНТ се позиционира на европската и светската мапа, се вели во соопштението.